Гледате уште една епизода на Next Gen Podcast. Моето име е Георги Довкузов. Денеша нас гостин беше Тијана Ивановска од Себе сложувалка. Со Тијана зборевме на доста психолошки теми, меѓу кои стресот како најголем непријател на човекот во модерното општество. Со нас во оваа сезона се Urban Life Barner, очилата за заштита на вид, кој може да ги нарачате на сајтот на Urban Life со 10% попуст доколку внесете код NEXTGEN. Исто така со нас се и Пролом вода, која е една од најкорисните води за вашиот организам. Next Gen Podcast. Како? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. Тијана, здраво. Мило ми е што прифати поканата. Сега може и да почнеме и од понапред од овој дел, за да не биде толку формално, со ова на почетоков некако се кучиме цело време. Фала ти што ја прифати поканата. Фала што ме покани. Задоволството е наше во секој случај. Кога се договаравме за овој подкаст, спомнавме некои си 10 на теми, што би збореле. Секторот, браншата која ти ја застапуваше, психологија. Па би сакал прво да почнеме од таму, да ни се представиш на кратко за нашите гледачи, што не те знаат, може ќе те препознаат преку брендот кој носиш како трейдмарк. Добро, може. Јас сум Тијана Ивановска, лиценциран психолог, работам во приватно советувалиште Себе сложувалка, инаку сум исто така по сертификат гешталт психотерапевт. Да кажеме, вечито заглавен човек помеѓу клиничка и организацијска психологија. Не можам да одберам едно кое повеќе го сакам, па веројатно затоа и двете ги некако инкорпорирам паралелно. Инаку да, работам во мојот бренд, каде што работиме на 8 колеги, помлади колеги, застапуваме еден вид, на модерна психологија, модерен пристап, модерна психотерапија, работиме претежно со млади, меѓутоа мене ми е да кажеме специализацијата полнолетни лица, да кажеме над некои 20 на години. Така што отприлика тоа е моето представување, не знам дали е важно што сум друго по титули, не знам како се представувате. Тоа инаку имам магистратура по човечки ресурси на економски и моментално сум на докторски студии по безбедност на факултетот за безбедност. Обично директно ги почнуваме разговорите со некој прашање со тема, но ти спомна некои работи во стартот, во оваа најава, спомна лиценциран психолог, па само да ми кажеш колку е тоа битно во денешно време? Да се обрат луѓето кај лиценциран психолог? Многу битно, најбитно на свет, затоа што во денешно време психологијата може да се доживува на многу различни начини, во зависност од тоа кого го следите. Во пост-ковид времето менталното здравје стана топ тема, значи тоа сега е нешто што е пикинг, да кажеме, во светот и mindfulness и тоа све. И многу луѓе, да кажам, најдоа многу убаво поле за профит во сето тоа. Влегува со баш онака материјалистички намери и искреира некои своји лични брендови кои што се освен не психологија. За се бави човек со психологија, потребно е да има лиценци, особено е потребно да има добра едукација и да има добра стручна позадина, за да може да се носи со се она што го носи самата професија. Така што дефинитивно лиценцата е број 1 за вршење на психолошка дејност. Тоа е нешто кое што како документ го издава Комората за психолози во Македонија. И по мене тој е документ кој што треба на влезот на секој психолог да му стои на видливо место, урамено над зид, за да може секој клиент да има пристап и да го тоа гледа. Тоа е прво, а второ, ако некој работи психотерапија, тогаш му треба психотераписка лиценца, која што е друг тип на лиценца, која што повеќе оди во насока на работење клиничка психотерапија со индивидуални средби со клиенти, групни, работа со парови, работа со семејства и така натака. Ајде сега да го разграничиме вториот термин што го спомнува Невата, организацијска и клиничка. Што подразбира тоа? Јас секој сам да доловам онака да ги упростиме работите за бидејќи еве на мене например конкретно, може да поврзам што би било. Ајде да почнеме од дефиниции на се. Може. Клиничката психологија повеќе се бави со сите клинички појави и состојби. И тука ги има тие, да кажеме, што се во моментов застапени во секојдневието, сите клинички растројства, анксиозност, депресија, ADHD, OCD и така натака, PTSD. Се она што може да го видите на TikTok, се она што може да слушнете некој дека направил TED Talk на таа тема и така натака. Се она што се на некој начин однесува на менталното здравје на единката, меѓутоа
и сите останати нешта поврзани со незиното минато искуство, незините лични односи, се она што припаѓа на тој, да кажам, личен живот, релации и така натака минати искуства. Додека организацијската психологија е повеќе насочена во, да кажеме, начинот на кој што организациите функционираат. И тука зборуваме за се она што единката го доживува како искуство на работното место, во склоп на компаниите, корпорациите за кои што работи или кои што ги работи, како функционираат тимовите, како се менаџираат тимовите, каква е атмосферата во фирмите и така натака. Така, сега да се вратам на најавата што не ја довршив, спомнав дека кога се договаравме за подкастот, спомнавме 10 теми на кои би зборувале и некако НЗС за сите тие теми се појави зборџето стрес. Пајде од таму да почнеме сега веќе кога сме во дефиниции. Како би го дефинирале стресот? Сите се соочуваме со стрес, тоа е број 1 тема. На се имам стрес, ова ми е од стрес, она ми е од стрес. А што е сушноста на стрес? Стресот представува одреден вид на емоционален и психолошки дискомфорт, некаква тензичност, некакво чувство на нервоза, напнатост, но во суштина укажува на одреден тип на психолошка болка која што ја чувствуваме во даден момент. Сега може да оди во многу насоки, дали е акутен, дали е хроничен, дали е здрав, дали е нездрав, пошто има и мало количество на стрес кој што е здрав. И тоа е многу мало, многу помало од она што го живееме ние во моментов, така што прилика тоа би било да кажеме некое дефинирање на тој поим. Иако сметам дека како поим буквално може да се најде во многу наши човечки состојби во секојдневието, иако не знаеме дека често пати коренот е баш стресот. Така, луѓето кои се обраќаат кај тебе, или затржуваат одреден вид на стручна помош, како се спомнавме, лиценцирана стручна помош, и на правото место се обраќаат, што најчесто ги мачи луѓето? Тоа те прашав и приватно. Она со кој стрес доаѓаат кај тебе? Па јас генерално работам, да кажам, со многу версатилни теми. Не се ограничувам себе на, да кажеме, на само одредено едно поле, иако јас повеќе се ограничувам во поглед на возраста на луѓето со кои што работам. Например, не работам со деца, затоа имам колега што работи со дечиња, или не работам, да кажеме, вообичаено со жени во фаза на трудност, не работам со постари лица, да кажеме, значи повеќе во насока на одредени животни фази, меѓутоа во насока на, да кажеме, остатокот од популацијата која што доаѓа. Сепак како психотерапевт морам да сум спремна да се носам со се она што еден клиент ќе ми го донесе како негов проблем. Во денешницата мислам дека темите со кои што луѓето доаѓаат најчесто варираат од возраста во која што се наоѓаат. Да кажеме, ако доаѓа некој во 20-тите години, тука најчесто се отвараат прашања за работните позиции, изборите за кариера, изборите за партнер, некои нови почетоци, преиспитување на местото на кое што стојат, креирање на нови системи на вредности, стандарди и така натака. Над 30 години повеќе најчесто доаѓаат со веќе изградени системи, кои што доаѓаат да ги проверат на одреден начин, да видат дали служат на сервис, дали нешто треба да се смени, дали им е во слуга и така натака. И заедничко за сите што често пати нели работиме и на одредени рани од минатото кои што како такви стојат во позадина и ги влијаат изборите на луѓето што ги прават во сегашноста. Така, значи поопсежно е тоа, се не може да се сумира онака во една реченица. Сега кога збориме за стрес, ти спомна некои претходни трауми, колку често претходна траума може да допринесе за повисоко ниво на стрес и слично, како тоа може да се препознае, како влијае? Па може да влијае на многу различни начини. Генерално јас со траумата како состојба најмногу можеби работам, баш поради тоа што сметам дека гешталтот е фантастична алатка за работа со траума. Меѓутоа, например, еве ви прост пример да кажеме, имате еден возрасен вработен кој што има потешкотија да направи презентација и да презентира пред колегите, пример. Него презентирање му е извор на стрес, изложување пред група на луѓе кои што го слушаат и гледаат во него му представува извор на стрес. Тоа не потекнува од самата група на луѓе кои што го слушаат, туку тоа потекнува од некое негово минато искуство, негативно, во кое што бил на такво слично место
и можеби бил потенцијално исмеван, навредуван, не се почувствувал добро, му се случило некоја ситуација во која што се посрамотил и така натака. И самото тоа искуство травматско кое што живее во него како една, да кажам, психолошка рана, прави проекција на истото чувство во сите следни ситуации во кои што ќе види нешто слично. И, например, ние можеме да гледаме во вработениот дека, не знам, нема презентацијски вештини, ама всушност не зборуваме ни за презентацијски вештини, туку зборуваме за травматско искуство кое што во позадина стои и влијае на него да он има проблем со експонирање, проблем со пројавување пред други луѓе и така натака. Значи целиот тој корот на се тоа може да биде некоја травма. И сега ти со одговорот на ова прашање отвори една тема која е многу малце се збори кај нас, а тоа е стресот во организации, во фирми, во корпорации и слично. Како би се дефинирало тоа како корпоративен стрес? Стрес на работно место. Стрес на работно место. Тоа беше и темата на овогодишниот ден на ментално здравје. Ментално здравје на работно место. На 10 октомври е ден на ментално здравје и секоја година Светска здравствена организација нуди по една тема која што е, да кажеме, тема на годината. Оваа година беше ментално здравје на работно место. По твое искуство, колку мислиш дека се работи тука еве кај нас локално на со вработените на тема стрес? Бидејќи цело време знаеме дека се очекуваат резултати од вработени, се очекува нешто да функционира во фирмата, често доаѓаат оние дискусии, не сме доволно продуктивни, не сме доволно ефикасни. Колку мислиш кај нас дека се работи на тоа поле? Всушност да се открие корот на тоа преку стручни лица како што си ти, колку нашите фирми се осмелуваат да повикаат некој да види како им стојат работите инсайт на таа тема? Па зависи од браншата на компании за кои што зборуваме. Најчесто IT компаниите се најотворени кон работа на ментално здравје. И сметам дека веројатно тоа е така затоа што самата професија носи една изложеност на информации. Значи тој што работи во IT сектор има пристап до информатички системи, до веројатно истражување, користење на интернетот. И сега тие менаџери се поориентирани кон тоа да разгледуваат што се прави во светот и да применуваат некои добри практики, да кажеме, од една страна. А од друга страна, во Македонија се уште постојат елитизирани професии. Значи, IT професијата, да кажеме, сега да не се лажеме, е елитизирана професија, затоа и секоја година имаше најмногу студенти на финки. И го даваат тоа како дел од пакетот за бенефиции, кои што во суштина треба секој еден човек, без разлика на тоа што го работи, да ги добие како такви. Таму работат генерално помлади менаџери, работат, да кажеме, помлади вработени, кои што се многу поедуцирани, и кои што веќе се ориентираат кон не само кон преживување, туку и кон живење на еден квалитетен живот. Сега во другите бранши, например производствени фабрики, каде што има, да кажеме, луѓе кои што немале допир со таа професија, пример некој што работи металургија или некој што се, да кажеме, прехранбена индустрија, немаат допирна точка со ментално здравје. Кај нив тие теми се непостоечки апсолутно, затоа што, да кажеме, тие професии се сметаат за непривлечни и автоматски таму политиката на владење на компаниите многу различна, значи немаат никакви пакети за бенефиции или имаат некои базични пакети за бенефиции, што се многу поразлични од оние во IT светот. Сега мене лично, например, ми е идеално кога ме ангажира фирма да работам со вработени, затоа што сметам дека тоа е најдобриот начин луѓето да добијат грижа за менталното здравје. Значи тоа не треба да е нешто што треба да им биде овозможено само на богатите и на тие што може да си платат индивидуална сесија, туку тоа треба да е бенефиција што има секој еден човек. И сега кога, например, нашата држава нема сензибилизација да го стави тоа како дел од фондот за здравство, да може секој човек да си дојде кај мене со плави картони, тоа не постои кај нас? Тоа не постои кај нас, освен ако не е приватна здравствена установа или некоја болница, да кажеме. И тогаш за мене е идеално кога компанијата ме ангажира да работам со луѓето, пошто автоматски мојата услуга и мојот сервис не е на товар на вработените, така што тоа е супер. Така се спомна дека менаџерите во тие IT компании се често помлади, често е елитизирана, тоест е елитизирана таа професија и од некоја страна и може тоа да си го дозволат, но сега ги спомнавме сите други сектори, ова е 2%, 5% во IT секторот. Колку мислиш дека таму е потребно тоа? Реално сега спомна дека и сметаш дека во IT може би најпотребно поради изложеноста на информации, сето тоа лудило што се случува во тие 8 сати седејки
на компјутер, но колку мислиш дека и во другите сектори, во другите бранши, индустрии и слично е потребно луѓето да имаат некоја стручна консултација? Превише потребно, подеднакво потребно како во IT секторот. Не сметам дека во зависност од професијата што човекот ја работи, дека може да му варира менталното здравје. Да, може да збориме дека на пример професионалците што работат со луѓе се поизложени на емоционален стрес, на пример доктори, полицајци, психолози, пожарникари, така натака, таа една тип на викариска траума се вика таа, траума која што се пренесува преку слушање на одредени негативни искуства. Меѓутоа, апсолутно сите луѓе проаѓаат низ животни фази, низ слични животни фази, кои што може да го нарушат менталното здравје. Сите ние доживуваме загуба, сите ние доживуваме болест, доживуваме смрт, доживуваме негативни искуства, зборам на блиски наши луѓе и така натака. Така што сите тие искуства може да влијаат на менталното здравје на луѓето и да ги направат да едноставно не бидат функционални како што вообичаено се, или едноставно да не се чувствуваат добро. Пример за вакво нешто ми беше последното предавање што го правев со една компанија Вапта Кемзата. Ми беше преубаво искуство затоа што имав можност да работам со буквално инженери кои што работат на работно место со шлемови за работа и заштитна опрема. И сега кога отидов таму на работилница, претпоставките беа дека што ќе ми е мене ова ментално здравје, нели? Затоа што немаат допир луѓето со менталното здравје. Меѓутоа начинот на кој што јас зборував со нив и како го препознав кај нив, препознав еден, да кажам, едно ниво на благодарност заради тоа што ова се работи за кои што никогаш никој не зборувал со нив. Баш поради тоа што се онака стереотипни, нели, работници кај што се применува физичка снага или технички науки и така натака. И ние сега викаме, па да бе, они сега таму работат позади машина, ние не треба да ги гледаме нив, не се битни они. Али се битни се и тие, битен е и пекарот што им прави леп, битен е и земјоделецот, сите тие луѓе се битни за нашето општество и исто како што е нашето ментално здравје битно е и нивното. Така, апсолутно, значи би рекла дека им треба на сите и на сите им е добре дојдено. Сав да те прашам од твое лично искуство, што мислиш до каде сме со моветот дека е табу тема да одиш на психолог, дека тоа е нешто чудно, дека тоа го прават мрднати или како и да оди тука стереотипот? Што мислиш до каде сме на тоа поле? Па мислам дека супер прогресираме, посебно кај помладиве генерации, доаѓа една фантастична генерација на млади луѓе кои што читаат, се информираат и кои што некако ја научиле лекцијата дека животот може да се живее добро и квалитетно. Не е само идејата да се преживува, така што младите едноставно се се повеќе стимулирани да дојдат и на време да си ги решаваат проблемите со менталното здравје, предизвиците, затоа што се свесни дека колку порано го решат тоа, толку помалку ќе ги афектира и толку повеќе ќе ги минимизира последиците. Така што се уште постои стигмата, и тоа е факт, затоа што ние како општество не можеме да се мериме со некои напредни општества, кои што ја кажувам додека ние сме биле под турско робство, во Италија во Ренесанса се вајале голи таму се цртале. Едноставно нашата земја искуствено уназадува поради нашата судбина како земја. Тоа не може да го обвинуваме никој за тоа. Едноставно тоа не било животниот пат. It is what it is. И едноставно ние сега треба да гледаме што можеме најдобро да извлечеме од тоа. А мислам дека младите дефинитивно во поглед на менталното здравје се насочени кон тоа да го извлечат најдоброто за себе. И исто така гледам и една страшно добра генерација на родители што практикуваат свесно родителство, кои што не стојат на место јас се знам, туку доаѓа прашува, дали јас сум окей мајка за моето дете, дали јас како татко доволно го гледам, знаеш, дали сум адекватен, дали треба нешто да поправам кај себе за да бидам подобар за дете, значи прашања што наназад со генерации никој не си ги поставувал сам на себе. Така што мислам дека особено во пост-ковид периодот ситуацијата страшно многу се подобрува и тоа до некаде благодарение на тоа што се повеќе се збори за ментално здравје и реално тие теми никогаш доста, така што се надам ќе биде подобро. Со ова денес ги охрабрувам мислите се повеќе да влезат во тие теми. Знаеш, тоа баш го имав зборувам во некој од подкастите, дури е лудо кога ќе замислиш, сега ти ми спомна претходни некои генерации и слично, кога ќе го увидиш патернот на тие луѓе како се однесувале, некои луѓе кои се веќе стари или починати, речемо, ние сме можеле да ги видиме во животот и кога
ќе го ставиш тоа во некоја психолошка рамка, сваќаш дека тотално не били окей некои работи и дека е тотално некако како од почеток да треба ова цела наша некоја нова генерација на млади луѓе што се чувствуваат младо, не е ни само годините, дека всушност колку има стварно да изоди пати, колку некои може и погрешни примери се гледале на ова поднебје кај што сме ние тука во минатото, спомнавме од судбина и XY причини, ова повеќе како констатација. А сега ти спомна дека стресот можеш да се надовредиш ако сакаш. Па види, ја мислам дека секое време носи свое бреме, така го објаснувам тоа наедноставно. Значи, секоја генерација носела своји одговорности, носела свој товар. Значи, на нашите дедовци и баби товарот им било да се населат во некое место кај што ќе имаат пристап до ресурс за преживување, да кажеме. Значи, да можат да стават, што се вика, леп на маса. На нашите родители, да кажеме, им била најголем предизвик да го задржат тоа место, да го задржат тој ресурс. Значи, тоа што веќе било во малку искреирано. И сега доаѓаме ние помлади генерации, да кажам, кои што сваќаме дека животот може да биде и подобар и да биде поквалитетен и стресот да се намалува и да не се фокусира се на сурова екзистенција. Така што сето тоа е баш благодарение на нив, благодарение на тоа што они си ги вршеле своите задачи. Сега можеме и ние да се фокусираме на нашите задачи. Многу ми се свигаше во еден од подкастите баш со Никола Соколов, спомнавме дали е тема анксиозно, стрес, значи се е околу тоа, сите сме анксиозни, сите сме стрес, и ми се свигаше што кажа да ме негово мислење дека всушност луѓето цивилизацијски, историски како гледано, дека ги решиле сите проблеми и се едноставно мора да прифатиме дека сега на маса или на рете доедено тоа дека го решаваме тој purpose of life или тоа некој бараме нешто што многу ми беше симпатично некако, дека да не се често може и да се што зборевме дека денес нема да опфатиме таа тема, него премногу веќе е изборувана како окей, тоа што го правиме во овој момент во историјата, се соочуваме со тоа да треба да работиме на себе за да ни биде окей. И баш вади дис. Пак, сега спомнавме, го има секаде стресот, го има и ваму, и таму, во разни етапи и фази од животот, секаде е присутен, но што би препорачала кога веќе е стресот е присутен, како да се абсорбира, како се управува со стрес, како се менаџира стресот? Па генерално јас нема да звучам сега како некој што седнал тука да соли памет, пошто не ми е тој стилот на работење, така да можам да ти дадам пример, например јас што правам со стресот, пошто сметам дека ети како терапевт I can't preach if I don't practice it. Не можам да го проповедам ако не го практикувам. Така што сметам дека генерално денес најголем дел од луѓето имаат стрес во секојдневието заради тоа што живеат премногу брзо. Ние брзаме се да правиме, брзаме побрзо да станеме, брзаме побрзо да се разбудиме, побрзо да стигнеме на работа, побрзо да ја завршиме работата, побрзо да се вратиме дома, за да можеме побрзо да ги завршиме домашните обврски, за да можеме побрзо да отидеме на некое хоби, што сакаме побрзо да го завршиме, за да можеме побрзо да се легнеме за да утре станеме побрзо. И од прилика така изгледа брзо на квадрат. Нашето секојдневие, нашето темпо. Значи генерално тоа јас што го практикувам е успорување на секое можно поле. Јас практикувам еден концепт на бавни утра што го имаме споделено на себе сложувалка. Тоа е за мене очен наш. Тоа е секој мој ден така почнува и така сакам да почне и без разлика на тоа дали надвор гори, јас така го почнувам мојот ден. Јас станувам бавно, мојот телефон е на мјут, сите нотификации се на мјут, не ми звони ништо, не ми свирка, не ми типка. Во моментот кој ќе ги отворам очите, јас му давам простор на мојот мозок да се разбуди. Не му поставувам прашања, не се прашувам што треба денес да сработам, не се прашувам од колку саат сум на работа, знам дека сум станала на време, затоа што алармот сум го чула, нели? И тоа е за мене доволно ориентациона точка. И си давам простор да првите работи што ги правам, ја буквално ги правам со влечкање. Значи јас се влечкам од спална до кујна, со влечкање си правам кафе, па бавно си отварам прозор, гледам што има надвор, какво е времето, дишам малце чист или нечист воздух, зависи кај сум, претежно нечист, нели? Меѓутоа, правам да кажам едно ритуално успорување на денот и си дозволувам, најчесто станувам 1 саат пред да треба да се спремам, не пред да треба да излезам, туку пред да треба да почнам да се спремам со врските, за да може во тој 1 саат буквално да се влечкам, да не правам ништо, да си подготвам во мир доручек,
нешто што би сакала да го јадам Време генерално за себе. секогаш истото, да си го испијам кафето во мир и потоа да некако почне бавно денот за мене. И секогаш кога така го почнувам мојот ден, остатокот од денот мене ништо не може да ме помести. Затоа што јас сум така добро, да кажам, укотвена, така добро сум го наместила моето поле, што без разлика на тоа клиент со каков стрес ќе дојде и да кажам ќе донеса на маса во себе сложувалка, неговиот стрес не може да ме помести мене. И тоа е нешто кое што за мене е многу значено, зашто јас како терапевт морам да го држам полето. Ја морам да ја донесам стабилноста тука и да го сочувам моето поле стабилно. И кога така го почнувам денот, за мене е многу полесно да се справам со секојдневниот стрес што доаѓа, затоа што го прифаќам со свесност, знам каде сум и знам како ќе ми тече денот. И сега нормално одредени денови не може да се предвиди се, нели, некогаш боже мој се случуваат нешта и да не можам да правам бавни утра. Меѓутоа, ја многу зборам со себе и јас ако денес треба да се жртвувам себе за да направам нешто, јас се зборам со себе и си кажувам, окей, Тијана, сега ќе го направиш ова, ќе се притиснеш, но после тоа ќе те однесам на нешто што многу сакаш да го правиш, на пример, на некоја релаксирачка активност или ќе те одморам или ќе ти дадам простор да искулираш, да не бидеш под стрес и така натака. Значи јас правам компромис сама со себе и си разговарам ако некаде се притиснам или ако се притиснам недела дена или 2 недели, ја знам дека после тоа мора кај мене да следи период во кој што ја се одмарам и си го враќам тоа што сум си го одземала сама на себе. Што вика стручната литература за овие што се TikTok famous теми, како што е, сега збориме за управување со стрес, уште сме таму, cold showers, медитација, mindfulness. Тие една по една може да ги продискутираме. Што вика стручната литература на тие теми? Сега ме чепкаш у слаба тачка. Вака, ја генерално сум терапевт кој што не работи по препораки. И не работи по препорака на техники. Јас се она што го имам како техника го сработувам кога ќе дое клиентот на сесија. И кога завршиме со сесија, ја му викам од тука натака излези и кулирај и процесот работи во позадина, се што сме требало да сработиме, сме го сработиле тука и тоа е тоа. Кога вие давате било каква препорака на човек да ја практикува сам со себе, се зависи од тоа како ќе се практикува, кој е човекот, што му е позадината. Медитација апсолутно поддржувам, но исто така сметам дека нема алатка, нема метод што е добра за сите луѓе. Секој човек заслужува индивидуален пристап и треба да си открие своја дефиниција, убаво е да си открие своја дефиниција, зашто е тоа што функционира за него. Мене, например, медитација, што знам, може некогаш чат-пат практикувам, може да практикувам во некој вид на молитва или нешто такво, кое што е, да кажам, мој начин некој на обраќање или изразување благодарност. Меѓутоа, медитација искрено ми е дота 2 после работа. Седнувам, мамам 2 парти, медитирам. Геймер си? Да, ја многу сакам да геймам, тоа ми е едноставно хоби, пешен, страст ми е. Уживам во тоа и тоа е мојата дефиниција за стрес релив. Ке поиграм 1-2 парти, не го правам тоа нормално секој ден, повторно зависи од употреба и злоупотреба. Го правам во рамки на нормала и да не ми пречи во секојдневните активности. Меѓутоа, тоа е мојата дефиниција за стрес релив, тоа го правам. Кога ќе дое клиент, например, и кога ќе праша што да правам по дома за да ми биде полесно врска со стресот, секогаш го прашам што сакаш да правиш, што е твојата желба, што мислиш дека тебе те опушта, каде наоѓаш мир, во кој аспект од живењето, дали може сакаш да работиш нешто со раце, например. Не постои боља медитација од садење цвеќиња за мене. Или готвење, например. Тоа е фантастична медитација, активираме сетила на мирис, вкус, допир, сецкаме и така натака. Тоа е контакт, влегуваме во контакт во тука и сега. Мораш да си во контакт со јадењето, пошто иначе ќе ти прегори, немаш да размислуваш на еднината. Нема. Така да, сите тие техники, најважно е да бидат во склад со човекот што ги практикува. Не да се практикуваат механички, затоа што некој кажал дека така треба, туку да се практикуваат затоа што човекот сака да ги прави, зашто наоѓа мир во нив. И се може да функционира од тука натака. Ладен туш, медитација, mindfulness. Mindfulness за мене не е техника која што се практикува самостојно. Тоа да го објасниме. Тоа е, значи, број 1 термин
последните 2-3 години, пост-ковид исто термин е некоја изваден, како и многу работи, бидејќи нели целата експанзија некако пост-ковид дојде целиот момент на некако ставање фокус на тој момент на ментално здравје. Што е тоа mindfulness? Ке го сгрешав за малце да го слушам. Mindfulness, па дефиницијата што јас ја знам за mindfulness е дека тоа е, да кажеме, целосно присуство и свесност за себе, да кажеме, бивање присутен. Сега, моето лично мислење е дека mindfulness како концепт е дефинитивно изваден од психотерапија. Затоа што е нешто кое што ние како психотерапевти го користиме како алатка. Во гешталт го нарекуваме контакт. Кога ја повикуваме личноста да биде во контакт во тука и сега со себе, да провери што има. Меѓутоа, тоа се прави под надзор. Значи, јас што готи да види клиентот кога ќе биде во контакт со себе, знам дека можам да се носам со тоа. Сега, кога тоа некој го прави во домашни услови, ние не знаеме што може да се појави во тука и сега. Нели може да се појави во тука и сега некое сеќавање, може да се појави некоја емоција, може да се појави некое преплавување, може да се деси паничен напад, не знаеме каква е личноста, со што се справува во моментот. И кога тоа го правите сами, тогаш многу е поголем ризикот да не знаете што со себе, ако се отвори нешто. Уште пострашно е кога тоа го прават луѓе што не се квалификувани. Значи, од тие лайф коучеви, моите омилени, кои што Стани во 5. Да, кои што прават, да кажеме, Милионер техники клуб. на стани во 5, баш милионер клуб. Здипли си го креветот и така натака. Бе, окей, ќе го здиплиш ти креветот, ама имаш процес во позадина што те работи. Значи, дека не го средиш процесот, тоа што ќе го здиплиш креветот, нема да ти го коригира карактерот. Исто и со mindfulnessот. Значи, можеш да применуваш, да практикуваш mindfulness, меѓутоа, ако ти, да кажеме, имаш секогаш контакт во позадина, кај што можеш да се обратиш, кај што си сигурен дека ако нешто излезе од контрола, можеш да се јавиш и да дојде некој мислам, не да дојде, туку ти да отидеш кај некој и да бидеш сигурен дека се ќе биде окей, тогаш да, можеш да практикуваш. Затоа што во нашава професија најлесно е да отвориш процес. Значи, јас сега да те прашам која ти е најголема траума и ти ќе почнеш да ми збориш и сме отвориле процес, значи ти си веќе емоционално делумно отворен кон мене, ми кажуваш. Значи не морам јас да сум психотерапевт за да ти отворам процес, може и со другари да си отворите процеси. Ако фатите да зборите за некоја болна тема и така натака. Меѓутоа, разликата е што ти со другар кога збориш, споделуваш, за другарот не те работи, не ти ја работи траумата, него сочувствува со тебе, нели? Па или ќе се изнервира заедно со тебе, или ќе се расплаче, или ќе ти каже тука сум, ќе те гушне, ќе ти даде поддршка. Меѓутоа, кога одиш кај стручното лице работи со тоа што ти го споделуваш, со твојата траума, со тоа што излегува од тебе во моментот, со процесот. И ако нема доволно едукација во позадина како да се носи со твојот процес и како да го затвори, тогаш настанува најголемиот проблем. Затоа што твоето ментално здравје е моја одговорност и кога ќе излезеш ти од мојата канцеларија. Не само во тој еден саат кога си дошол, сме ја сработиле сесијата, ти си ми платил, си одиш и ја заборавам дека постоиш. Тоа во мојата пракса не е така. Значи, твоето ментално здравје, ја одговарам за него и кога си одиш ти од кај мене од канцеларија и може би одреден период после тоа. Заради тоа што јас сум работела со тебе и ја одговарам за тоа што сме го сработиле. И тоа не одговарам само со збор, одговарам баш со тие лиценци што ги зборам, пошто ја ако нешто направам погрешно, ти секогаш мене можеш да земеш да ме пријавиш у комора и ја да одговарам за тие грешки што сум ги направила. Ако ти работиш со лайф коуч, ти немаш кај да поднесеш представка за тој лайф коуч, пошто истиот тој лайф коуч не одговара пред ниеден орган. Тој продава нешто што не одговара пред ниедни полиси, значи нема етички полиси. Ние имаме во Македонија етички кодекс на психолози, кој што како таков мораме да го знаеме и го полагаме на испит. Значи што е етично, што е неетично. И тој кодекс сметам дека треба да биде алфа и омега за сите психолози. Затоа што етиката на клиентот е број 1, ја морам да се грижам за тоа да бидам добар човек спрема тебе, да не те загрозам и да работам по принципот на do no harm или да не направам полошо од тоа што ти си го имал кога си дошол. Значи окей е да сватам дека не можам да ти помогнам. Меѓутоа исто така е окей да те препратам кај некој колега што сметам дека подобро ќе ја заврши работата од мене. И тоа е многу поблагородно отколку да се нафатам да работам со тебе and to do harm и да направам да биде полошо. Значи да сумираме за сите TikTok лайфстайл трендови, имаш ги сврсташ во категорија на bullshit. Нешто ме интересира, се спомнавме пред малце дека
кај доста луѓе, мислам спомнавме, тоа е факт, кај доста луѓе се уште прашање екзистенционално големо во главата кај нив и не може да си приуштат стручна помош. Ти доста добро го образложи процесот дека без надзор на стручно лице се е ризик и ме интересира колку мислиш и колку од твоето искуство имаш видено до сега дека докаде може луѓето сами да стигнат и еве сега например некој не може да се обрати или слично, како сам би почнал да размислува на таа тема, докаде може да стигне, на што да пази, онака баш на некој да помогнеш од... За мене број 1 на лични стандарди. Не знам како ќе ти звучи тоа, али мислам дека прва и најбитна лекција што јас на себе сум почнала да ја применувам е поставување на лични стандарди за се околу мене. Кои се моите стандарди за работно место? Кои се моите стандарди за луѓе? Кои се моите стандарди за себе? Кои се моите стандарди за околината во која што живеам? Каква сакам да биде? Стандардите се првото нешто преку кое што се спознаваме себе. И по поставувањето на тие стандарди, едноставно точно знаеш во што влегуваш, од што излегуваш. Што е за тебе, што не е за тебе. Така што, кога човек се осеќа загубен и кога не знае од каде да почне, може да почне од поставување на тие стандарди. Што јас ќе направам да биде мој личен стандард. Еве, например, ако е тоа за партнер, да кажеме. Дали за мене стандард е, пример, партнерот да не ми изневерува? Може да биде стандард. Дали за мене стандард е партнерот да има емпатија и разбирање? Може и тоа да биде стандард. И ако јас сметам дека мојот партнер не ги исполнува моите стандарди и дека веќе се чувствувам дека ми е малку изборот ризичен, пошто почнувам да ги поместувам сите стандарди за да може тој партнер да се уклопи у мојот живот, тогаш е веќе време да реагирам и да алармирам некако. Истото се однесува на се што правиме во секојдневие. И на пријатели, и на работно место, и на кариерен избор. Колку мојата кариера и колку мојот кариерен избор ги задоволуваат моите стандарди. Например, мој личен стандард е ја да бидам среќна со тоа што го работам. Ти можеш мене да ми дадеш 5 милиони евра плата, ако ја не уживам у тоа што го работам, ја нема шанси да го прифатам тоа. Зашто јас знам дека да, ја може ќе работам таму, колку ќе работам, година, 2, 3, а последиците ќе бидат огромни врз мене. Ја ќе се осеќам мизерно. И мојот стандард е да не се осеќам мизерно. Така што мислам дека кога секој човек ќе појде од тоа, звучи смешно вака. Многу е практично, многу е едноставно. Ова е нешто кое што секој може да седне да си го размисли без стручно лице, нели? Не ти треба стручно лице. Да. Кој сум, што сум? Што сакам, што не сакам? Не сакам пријателите да ме извисуваат во 5 за 12, нели? Мој стандард е. Ако некој пријател еднаш, два пати, три пати ми го прекрши стандардот, окей е, ама и моја одговорност е, нели, да кажам. Абе, дечки, слушајте, мене не ми е окей ова да ми го правите. И да алармирам. Ако продолжи да ми го руши тој стандард, тогаш веројатно не сме на иста фреквенција. А како да се избалансира, сега збориме стандарди, како може човек да биде сам свесен за да направи некој баланс во своите стандарди, веќе доста лесно духа, добро нека ќе си рече, добро ќе поставам стандарди, јасно ми е сакам ово и да направи цел список и после тоа исто така претпоставам, сега вака размислам дека може и тоа да му биде па некоја кочница, бидејќи знаеш како да биде реален со своите стандарди? Или прво треба да почне, Може да биде кочница затоа што не почнуваме сите од исто место. Има една многу убава реклама на Nike каде што собираат луѓе во една просторија и им поставуваат прашања, им викаат сите што ќе имате потврден одговор, мрднете еден чекор напред. Дали некој ви почина во семејството? Не, мрднете чекор напред. И сега гледате дека не тргаме сите, значи има луѓе кои што им се случиле катастрофални нешта во позадина и трнале од -5, некој друг трнал од 20, тој што трнал од 20 ќе му е полесно да ги постави стандардите. Тој што трнал од -5 ќе има потешкоти, пошто ќе му биде потешко да се омоки, ќе му биде потешко да се пројави, ќе има потешкоти со самодоверба, со сликата за себе, кој сум јас. И тука најмногу треба работа на себе. И тука реално треба стручно лице, меѓутоа не мора тоа стручно лице да биде секогаш кај мене во канцеларија на приватна пракса. Значи има и одредени, да кажеме, психолози кои што си работат во склоп на здравствени установи. Има, например, бесплатна психолошка помош која што се нуди за социјално загрозени категории. Многу е важно човек кога му треба помош да истражува, да бара. Не се толку битни парите, важно е да ги најдеш информациите.
Пошто во денешно време информациите се пари. Така што важно е да истражиш и да видиш кои опции ти се тебе достапни. И нормално да не се откажуваш, ако еден психолог не кликнеш, да пробаш друг, да пробаш трет, да видиш што се нуди. Исто како со мајстор. Што за својот личен сервис? Што ќе функционира? Се спомнавме доста, го разглобивме од сите страни стресот, па би сакал може да бидеме попрактични и да ми кажеш на пример тоа искуство, се спомна дека со млади работиш, не со деца, туку со млади. Ме интересира исто така еден познат TikTok тренд, а тоа е психолошки консултации преку TikTok шортови на поле врски, односи, машко-женски, нарцисоидност и слично. Тоа е еден исто термин кој влегува во тие топ 5-6 термини. Па како е тоа сега? Лесно е кога ќе видиш TikTok рил, некако да ти го испере мозокот, да речеме на некој начин, окей, мојот партнер е нарцисоиден и од тука ти почнува се, па како гледаш ти на тој момент? Па види, јас генерално сметам дека е добар аутрич на информации, значи дефинитивно добар пристап до информации. Меѓутоа дека се злоупотребува TikTokот како социјална мрежа, апсолутно се злоупотребува. Значи секогаш ќе стојам на тоа дека што готи да се појави во општеството, прашање на наша одговорност е дали ние го употребуваме или го злоупотребуваме. Значи ако јас нешто малце прогледам на TikTok, па ми отвори некое прашање за размислување, тоа е сосема окей, тоа е сосема здраво. Ама ако ја следам хаштаг NPD нарцисизм и гледам по 3 сати на ден тиктокови за нарцизам, нешто ќе најдам у мојот партнер што ќе се поклопи, заради тоа што темата е насекаде околу мене. Пак ќе кажам, не сметам дека нестручни лица треба тоа да го прават. И тука веќе влегуваме во една сива зона каде што не знаеме каде е границата помеѓу инфлуенсерство и експертиза. Тоа е исто интересна тема за дискусија. Што е инфлуенсерство, што е експертиза, затоа што често пати луѓе што се инфлуенсери даваат експертски совети и навлегуваат во одредени теми. 100% работи с хаштаг. Така, 100% работи, кои што не се баш нивна, да кажам, област на експертиза. Значи јас можам да кажам нешто за ментално здраве, не можам да ти кажам медицински совет. Не можам да ти кажам кулинарски совет, не знам. Можам да ти кажам јас како правам кајгана дома, ама тоа не е професионален совет. Значи ако сакаш да правиш добра кајгана, треба да прашаш некој што е кулинар, некој што е готвач, некој што тоа му експертиза, нели? И сега кој ќе ги видиш ти, на пример, голем дел од денешните инфлуенсери на грбот на давање совети креираат брендови. Што е по мене многу опасно, зашто тие совети некој ги чита. Значи ти кога напишеш нешто таму негде во етерот, тоа ти треба да си свесен дека таа порака може да стигне до секој човек. Значи и до некој што е повеќе или помалку психички стабилен. Не знаеме кој ќе ја прочита. Кај мене на себе сложувалка на страницата се обрнува многу внимание на речениците што се поставуваат како пост. Значи јас по 10 пати ги премислувам речениците, дали можда некој ќе ги свати погрешно. И дали можда на некој нешто ќе му предизвикаат. Иако кој год што има таква реакција, сме имале ние на такви реакции на страницата, секогаш можеле мене да ме побараат. Заради тоа што јас сум експертот што стои во позадина на таа страница. И ја можам на секој да гарантирам ако нешто го допрел некој пост, можам да му се јавам на телефон и да му давам препораки што да прави во моментот за да се подсмири, да го затворам тоа што го зборувам. Кога вие немате таков сервис, тоа е опасно. Така да, пак сметам дека тука не е толку и до самите луѓе, пошто ние не можеме сега да очекуваме дека народот за се ќе биде едуциран, туку можеби малку и до полисите на самите социјални мрежи кои што се многу капиталистички настроени. Значи, поготово TikTok. TikTok сака да е социјална мрежа број 1 по секоја цена. Дури и по цена млади да се убиваат, да се фрлаат под возови, да се практикуваат некои крајно патолошки практики. Ај ова со нарцизмов едно, ама деца кога се фрлаат под возови е многу опасна работа. Така што немате таму регулативи и тоа е проблемот. Апсолутно, тоа е тотален хаос и дефинитивно треба нешто
многу од повисоко да се среди таму на Мора страна од интервенција постоите. од повисоко ниво, зашто не можеме ние вечно да ја бараме одговорноста во луѓето. Како ќе бараш ти одговорност во тинеџер што има 15 години? Никако. Па нема причинско последично размислување, он не размислува на последиците и не треба да размислува, затоа е уште малолетен. Едноставно тој дел од мозокот не му е уште развиен. И сега ние бараме да размислува тинеџер за последици. А ќе размислува кога ќе напуни 18 години, од тогаш натака ќе почне да му се формира тој дел во мозокот, значи нема невропластичност на мозокот за размислување на последици. И заради тоа му е доделен старател до 18 години. Ама не му е доделен TikTok. И старателот не е спремен, и родителот, дека тоа дете ќе се соочи со вакви предизвици. Кој е советот спрема родители? Како се пристапува сега спрема тоа? Што се случува всушност во тој свет? Јас не сум запознат. Кога децата имаат прв пат контакт со телефон? Кога треба, да имаат прв пат контакт со такви работи? Како тука да се направи нешто дистинкција, бидејќи е тешко и да не му даеш телефон и да не е на социјални мрежи, исто можеш да отвориш процес како ти што викаш и да е таму, па можеш нешто што не знаеш што ќе направиш. Како тука да се, кој е go to? Веројатно не е лесно сигурно. Апсолутно не е лесно, али е Како да пресечеш тука? барање на стручна помош, прашување, информирање. Јас не работам со деца, така што веројатно тоа се некои прашања кои што би требало мојот колега Никола да ги покрие. И многу сум окей со тоа да кажам дека одредени тематики не работам. Меѓутоа сметам дека отвореноста кај родителите и самокритичноста кај родителите е клучот до градење на здрави релации со децата. Значи, секој пат кога сум имала интеракции со родители кои што имале одреден сомнеж во себе, дали постапувам добро, дали сум родител, кој ќе ми постави прашање дали сум ја добра мајка, ја у старт знам дека е она добра мајка. Затоа што го поставува тоа прашање. Да не е добра мајка, не би го поставила тоа прашање. Дали сум ја добар татко? Па ја, ако имам доза на самокритичност да проверувам дали сум добар татко или мајка, тоа значи дека сум свесна. Тоа значи дека имам увид во тоа што го правам и сум отворена да го променам за да бидам подобра. Така што тоа е многу едноставен одговорот. Ако се прашува, сигурно е. Така, буквално не може да има унифициран одговор, сега да кажеш како никако TikTok до 15 години или слично, бидејќи се менува толку брзо, не се знае што се случува, така што баш убаво го сумираш ова, дека всушност све потекнува на крај она старата добра се потекнува од дома, испаѓа дека и Баш со се ова е потекнува мечинг. дома. Така, Тијана, веќе поминавме 50 минути, не знам дали брзо или споро ти проаѓа времето, мене искрено брзо, веќе ми е интересно до сега секоја тема што ја збориме. Сега сакам да те прашам уште едно прашање што е исто така доста пак секако некако вртиме на тоа што не обкружува, тоа што е околу нас. Брзото темпо на живот го веќе го образложивме како голем индикатор за покачен стрес и слично, а тука е се она новата култура на успех што ја викаме ние. Колку тоа предизвикува стрес и после би сакал да се вратиме на ова што го почнавме па го завршивме со TikTok околу врските, првите односи, тука што се случува, ама може сега да одиме на тоа успехот, нели? Што е сега некако Grinding culture. Добро, тоа е интересна тема за дискусија, дефинитивно. Па целото општество ни е така градено, да кажам, и тоа е некој западен тренд кој што доаѓа кај нас. Сега ако видите, например, вие, најголем дел од социјалните мрежи се преплавени со препораки за отварање бизнис. Сега, јас доаѓам од бизнис сектор и сметам дека тоа е супер, и тоа не сметам дека сите луѓе се за бизнис, нели? И пак ја го кажам оној дел на лични стандарди, значи што сакам ја да правам, дали сакам бизнис, дали сакам работно место. Само окей. Меѓутоа, самата таа култура на, да кажам, таа култура на успех повлекува и многу други механизми во позадина. Значи, пред се го повлекува механизмот на недоволност. Луѓето веќе немаат граница на тоа што е доволно. Колку ми е мене доволно да имам пари, колку ми е мене доволно да имам материјални удобства, колку ми е доволно добра позицијата, например. Тоа во корпорација е фантастично за да напредува корпорацијата. Ќе ставиш 25 позиции за напредок и луѓето ќе грајндаат за да одат погоре и животот им поминал во некоја трка, знаеш, она како глувчињата што вртат во онаква играчка во круг што нема крај и нема почеток. Такви сме и ние, значи
Ние сами сме мерна единица колку е доволно. Јас сама сум мерна единица дали денес сум заработила доволно пари или ми треба уште. Не дали можам ја уште да заработам, туку дали ми е доволно, пошто ја можда можам, ама цената што ја плаќам за тоа можење е неверојатно штетна за мене. Така да, ако ја не го најдам тој да кажам степен на доволност, мене општеството ќе тежне да ме предизвикува дека нешто ми фали. Тоа му е улогата да ми покаже дека ја нешто правам како што не треба. Или ако имам 30 години и не сум мажана, дека треба да се мажам, или ако имам едно дете дека треба да имам второ, или ако сум завршила факултет дека треба да одам на магистратура, значи за секој животен аспект имаш next level. Имаш нешто треба повеќе да го направиш. И се тука е твојата најголема задача и предизвик да ти најдеш колку е доволно сето тоа. Јас генерално лично живеам многу скромен живот, барем јас сметам дека е скромен, затоа што мене, например, не ми е географска одредница поим за среќа. Ја дали сум у Монако или сум во Крива Паланка, јас сметам дека подеднакво убаво можам да си поминам, затоа што му давам шанса на местото да ми покаже некои своји убавини кои што не сум ги видела до тогаш. И често пати знаат да се завркаваат со мене друштвото дека јас кога одам во некој град у Македонија се понашам како турист. Па ги прашувам оваа зграда што е, од кај е, кој работел тука, од кога датира, која е историјата. И мене ми е тоа фантастично забавно. Па проверувам што прави локалното население, па одам го правам со нив тоа, ако треба нешто да се бере или да се прави некој занает, да кажеме, зашто мене ми е тоа фантастично интересно. И мене апсолутно истото би го правила и у Монако, истото би го правила и у Куманово. Не ми прави разлика. Заради тоа што задоволството ја во себе го наоѓам и во начинот како можам да си направам да ми биде интересно. Истото се однесува и на таа култура на успех. Значи за мене докаде е за мене границата на успех. Еве на пример јас сум на докторски студии, меѓутоа ја немам поставено на себе да кажам граница мораш за толку и толку време да ги завршиш. Не. Јас сакам да поминам убаво на тие студии. Јас сакам да научам нешто. Сакам да ми биде важен и значаен тој процес и интересен. Кога ќе го завршам не е битно. Битно е ја да се чувствувам добро во процесот. Така што сметам дека оваа култура на живење, на благодарност и доволност е директен против отров на стрес. Затоа што кога човек умее сам да си ја постави личната граница на доволно, тогаш престанува надворешната средина да ти го диктира темпото на живење. И тука ти почнуваш да живееш добро и да живееш у склад со себе. А се она што е живење според надворешната средина е живење на забрзано темпо, односно надворешната средина те контролира, те мести во склад со нејзините потреби, со општествените потреби, со корпоративните потреби, со потребите на твоето семејство, што ти да бидеш, не со твоите потреби лични. И тука доаѓа до разни состојби, значи и здравствени состојби кои што го нарушуваат секојдневното живење. Значи тоа не го фативме денес како тема, многу е битно да се зборува. Кога ќе одиш на докторка ќе ти кажат ова ти е од стрес. А што е ова што ми е од стрес? Значи од стрес може се да биде, може да биде нарушен кардиоваскуларен систем, може да биде нарушен дигестивен систем, може да биде IBS, Irritable Bowel Syndrome, значи вознемирен стомак, може да биде проблеми со дигестија, може да биде проблеми со перисталтика, може да биде проблеми со имунитет, може да биде чести настинки, може да биде алергија, може да биде неуродерматит. И сега докторот ја нема експертизата да ти каже ти како да го редуцираш стресот у секојдневие. И не ни треба да ја има, пошто не тука само да те диагностицира дека чекај малце, ти не живееш адекватно со себе. И затоа културата на живење ти кога ќе ја смениш, уствари превентираш многу болести на здравствено ниво, не само на психолошко. Апсолутно. Мислам дека веќе поминавме 1 час, тука негде поминавме границата во која што негде форматов го заокружуваме. Ова ни е денес и второ снимање на нас, така што ќе ако продолжиме веќе нема да бидеме веројатно толку конструктивни. Се надевам дека бевме доста конструктивни, дека заокруживме некои теми, не излеговме од некои граници, од некои норми што би оделе контра тоа што го представуваш ти како стручно лице, не бев во некои шпекулации, така наречени. Ме интересира твое мислење, тоест мислење што би им порачала на тие што не гледаат веќе повеќе од 60 минути, што би сакал да биде некој go to message од целиот овој разговор? Go to message, дечки, само лабаво. Лабаво и полека. Клиентите ме знаат по зборчето полека, пошто мене полека ми е signature word на сесии, така да, дечки, полека. Само полека. Ке се среди. Во овој момент ќе ти се заблагодарам многу што извои во недела, во 10 часот на вечер, 1 час за нас. Тоа неизмерно многу ни значи. Фала ти многу за тоа. Секогаш си добре дојдена тука кај нас. Сигурно од
тоа што го застапуваш ти како психолог, има милион теми да се извадат, и за втор дел, и за трет дел, така што фала ти за денес. Во оваа прилика ќе се заблагодарам и на сите вас кои останавте 60 и нешто минути со нас. Тоа е тоа за оваа епизода, до следно гледање, пријатно. Да, поклон го заборев. Што кажам, ќе ти се заблагодарам. Ова прилика ќе ти се заблагодарам. Не, чекај, ќе ти се заблагодарам, сега ќе ја спојам. Би сакал да ти пак го заборев. Добро да. Ама дека не го... Уште еднаш ќе ти се заблагодарам многу што ни испочитува и што дојде денес. Да одвоиш време за нас и нашите гледачи, нашите сабскрајбери. Би сакал исто така да искористам оваа прилика на крај на подкастот да ти подарам еден поклон од нашите спонзори. Станува збор за премиум термос од брендот Bans. Ова од нашите спонзори од Urban Life. Повели, ова е за тебе. Thank you, ова е нешто ново во мојата опрема за кампинг, така да баш ќе ми се најде. Значи ќе го искористиш. Сите исто така вие кои сакате да нарачате некои од продуктите на Urban Life, наочарите за заштита од сина светлина Барнер, Bans термосите, торбите, бомбата кои ги гледате во кадарот на гостинот, можете тоа да го направите на сајтот на Urban Life со 10% попуст доколку го внесете кодот NEXTGEN. На тој начин ќе не поддржите нас, ќе овозможите да продолжиме и понатаму, да вадиме содржина за вас. На кратко тоа е тоа. Уште еднаш фала за сите кои останавте до крај. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно.